Време е за вестите. Грантот Јапонија за Штипската болница ќе се набавуваат транспортни возила во вредност од 42.000 евра. Со новите возила кои во Штип треба да пристигнат најдоцна за 2 месеци, ќе се зголеми безбедноста на пациентите, а истовремено ќе се намалат трошоците за поправка на веќе дотраените возила. Штипската клиничка болница од Јапонската амбасада доби грант во висина од 42.000 евра. Парите ќе бидат наменети за набавка на 2 нови медицински возила за транспорт на пациенти до клиниките во Скопје и Охрид. На свеченото потпишување на договорите присуствуваа штипскиот градоначалник Благој Бочварски, како и директорот на Штипската болница доктор Ален Ѓоргиев. Беше тоа свечен настан со присуство на министри, на вице-премиер, на градоначалници, на директори на јавни установи, здравствени, на училишта и така натаму. Ние сме едни од 9 подписници на територија на цела Република Македонија. Добитник сме на грант од Јапонската амбасада во висина од 42.000 евра за набавка на 2 нови болнички транспортни возила за потребите на нашата болница. Со новите возила кои во Штип треба да пристигнат најдоцна за 2 месеци, ќе се зголеми безбедноста на пациентите, а истовремено ќе се намалат трошоците за ремонт на веќе дотраените возила. Со тоа ќе го видно подобри нашиот возен парк. Ќе има бенефит како за пациентите кои ќе бидат транспортирани во понови, посигурни и побрзи возила, така и ние како клиничка болница ќе имаме бенефит, бидејќи ќе имаме нови возила на кои што видно ќе намалиме потрошувачката и на горива, и на поправки, резервни делови и така натаму. Во моментот Штипската клиничка болница располага со 4 медицински возила за транспорт на пациенти. Секој петок жителите на Македонска Каменица ќе може да комуницираат со раководството на рудникот Саса. Во новата канцеларија која денеска е отворена во општинската зграда, жителите ќе може да се информираат и за условите за вработување во рудникот. Рудникот Саса денеска отвори канцеларија за односи со јавност во општинската зграда во Македонска Каменица. Директорот на рудникот Нил Стивенсон вели дека идејата за отварање нова канцеларија е да им помогне на жителите кои сакаат да разговараат со нив за различни проблеми и прашања. The mine is located 15 kilometers north of the town and it's extremely difficult for some people. Рудникот е оддалечен 15 километри од градот, па на многу луѓе им е навистина тешко да стигнат до таму. Затоа ја отворивме оваа канцеларија во општинската зграда, која ќе биде отворена секој петок во пазарните денови, кога всушност и најголем дел луѓе доаѓаат во градот. Исто така ова ќе биде место каде ќе може да се информираат за условите за вработување и да ги добијат потребните апликации, кои ќе ги ставиме во досиеа и ќе ги имаме во предвид во нередната фаза, пред да ги повикаме да дојдат на интервју. Се надевам дека оваа канцеларија ќе ја подобри соработката со локалната самоуправа, бидејќи заедницата е најважното нешто за рудникот. Градоначалничката Сонја Стаменкова вели дека отварањето на канцеларијата ќе олесни комуникацијата меѓу жителите и раководството на Саса. Ова во голема мерка ќе им олесни комуникацијата, сите барања, сите жалби, молби, поплаки, се она што го интересира местното население поврзано со рудникот Саса, барање на работа, апликации, ќе бидат во можност секој петок да го остваруваат во просториите. Инаку во рудникот за олово и цинк Саса вработени се околу 700 рудари, кои обезбедуваат екзистенција за своите семејства. Екипите на водовод и канализација на јавното предпријатие ИСАР на терен се реализираат активности за обновување на водоводните и канализационите линии. Екипите на јавното предпријатие ИСАР интензивно започнаа со пролетните активности, насочени се кон обновувањето на канализацијските и водноводните линии. ЈП ИСАР, поточно водовод и канализација на улица 19 бригада, врши реконструкција на водоводна и канализациона линија од 100 метри, која е застарена и веќе има промена на оваа водоводна и канализациона линија. Екипите на водовод и канализација претходно работеа во централното градско подрачје, а нема да застанат овде, ќе се реконструира канализација и водовод и во Балканска. Да застанеме тука, ќе продолжиме со реконструкции, но ќе имаме поголем зафат и изградба на нова водоводна линија на населба Балканска од 1300 метри. Секако во овој период јавното предпријатие ИСАР ќе работи и на хортикултурно уредување, како и на бронување на урбаната опрема низ градските населби. Во продолжение следува известување од јавното предпријатие ИСАР.
Работната единица Водовод и канализација ги известува жителите на населба Сењак 3 и населба Дузлак дека поради поправка на вентил на водоводната линија на ден 10 март 2018 година во сабота ќе бидат без вода од 8 до 15 часот, тоест до завршување на нашите активности, се вели во известувањето од јавното претпријатие ИСАР. Во насочен режим на сообраќај, изградба на катна гаража, а потоа пајак возило. Одговорните од општината за воведување на пајак служба во градот зависи од овие два предуслови, а проценките за тоа колку ќе чини ова инвестиција општина Штип ќе се прават откако ќе се создадат услови. Можно е општина Штип да добие пајак служба, но засега е рано да се планира оваа инвестиција да стане реалност, се додека не се промени режимот на сообраќај во централното градско подрачје и реши проблемот со паркирањето во градот. Од јавното претпријатие Стипион вела дека овој зафат бара детална анализа и исполнување на овие два предуслови. Улиците околу река Отиња се имаат само една коловозна лента и присуството на пајак возило ќе ствара додатни застои во сообраќајот. Меѓутоа, кога ќе се направат конзолите, кога ќе се пуштит во насочниот сообраќај и секако и пајак возило доваѓа во обзир. Од општината засега не калкулираат за тоа колку оваа работа би ја чинела општината. Пресметките ќе се прават откако ќе се исполнат условите. Сега за сега уште не сме во таа фаза колку би чинело тоа возило, меѓутоа кога ќе нараснат и кога ќе дојде до потреба ќе видиме колку кошта тоа возило. Штип засега проблемот со погрешно паркираните возила го решава со поставување на блокатори на непрописно паркирани возила на јавни површини како што се тротоарите и пешачките премини. Акцијата во содейство со полицијата стартуваше овој месец. Денес во Штип невладината организација ЕХО го промовираше проектот со кој ќе понуди интегративен пристап на пакетот од есенцијални услуги за жени и девојки жртви на насилство. Штип и Струмица ќе бидат пилот општините каде што ќе се применува моделот за интегративен пристап на суштинските услуги за жртвите на семејно насилство. Овој модел се наметнува со ратификација на Истанбулската конвенција, истакнуваат од невладината ЕХО. Истанбулската конвенција наметнува одредени норми и стандарди кои што ќе мора нашата земја да ги применува во однос на така наречените општи и специјализирани услуги кои што се даваат на жени жртви на насилство. Основната разлика е што сега веќе нема да можеме да зборуваме за семејно насилство само како единствен вид на насилство кој што беше третиран кај нас законски, насилство врз жени, туку ќе треба да зборуваме за насилство кој што се однесува на сите други видови на насилства кои што се случуваат врз жените, токму поради фактот што се жени. Веќе се основани два координативни центри кои покрај нудење на бесплатна правна помош на жртвите од семејно насилство ќе понудат како и социјална поддршка за солниште и здравствени услуги. Пеева смета дека во наредниот период ќе се работи на менување на дел од законите, но и сваќањата и ставовите поврзани со семејното насилство. Овој пионерски пристап, барем моментално кај нас, значи ЕХО ќе го спроведува проектот конкретно прво во две пилот општини, тоа се општина Штип и општина Струмица. Веќе се формирани, ви кажав, така наречените мултисекторски тимови на заедниците, кои што пак ќе бидат координирани преку така наречени координативни центри во двете општини, со кои што ЕХО ќе раководи, и овие мултисекторски тимови ќе се составени од професионалци од областите на социјалната заштита, правосудниот систем, тука спаѓа судот и обвинителство, понатаму полицијата, социјалните услуги. Програмата е финансирана од Европската унија. Финишира изградбата на браната Пишица. Жителите велат дека со нејзиното пуштање во текот на наредните месеци по неколку години ќе може да ги наводнуваат своите ниви, а селото ќе го посетуваат и риболовци, бидејќи браната ќе се пориби.
Жителите на пробештипското село Пишица очекуваат оваа година да биде готова мини акумулацијата која се наоѓа над нивното село. Пишичка брана пред неколку години поради хаваријата поплави земјоделски површини во општините Чешиново, Блешево, Карбенци и Штип, а исто така поплави неколку куќи во Штипско Ново село. Мештаните велат дека градежната компанија работи на изградба на акумулацијата. Тоа е проблем, голем проблем. Ако браната беше, ние ќе имаме вода доволно и за пиење и за све. Сега фактички вода немаме летниот период, народот ја користи за бавчи, што нема потреба тоа и имаме големи проблеми. А браната кога? Мислам, имаме индустријска вода која користиме и тука е благодетот. И секој си насаде дома, бар по батријара има за себе. Со нетрпение се чека. Она е веќе при крај и добро се, многу убаво се прави. Само имат некои поправки да се направат. Жителите на Пишица забележуваат дека со пуштањето на браната повторно ќе се зголеми источниот фонд. Ако пред неколку години имале 200 грла добиток, сега имаат само 90. Водата од браната ја користат и за наводнување на своите ниви, со што сметаат дека оние кои се иселиле повторно ќе се вратат за викендите да обработуваат земјата. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев денеска се сретна со представници од Сдруженијето на комунални инспектори на Македонија. Премиерот Заев ја оцени оваа средба како можност да се поразговара за важни теми од комуналната сфера, која што е клучна за подобрување на здравата животна средина и екологијата. Комуналните инспектори, членови на Сдруженијето, го информираа премиерот за нивните предлози за законски измени во постоечкото законско решение кое регулира оваа проблематика, како и за подобрување на статусот на комуналните инспектори. Во насока кон подобрување на имплементирањето на комуналните закони, како и предлагањето практични решенија кои произлегуваат од нивната работа, побараа да бидат почесто консултирани во осењето на законите, подзаконските акти и правилниците за работа на инспекторите. Премиерот Заев на средбата се заложи во иднина членовите од Сдруженијето да бидат вклучени на сите работни состаноци во Министерството за транспорт и врски, кога се носат правилници за работа на инспекторатот, а исто така најави дека ќе го заложи Министерството за информатичко општество и администрација да ги додаде општинските комунални инспектори во правилникот за работни места со висок ризик по здравјето и животот на државните службеници од прв, втори, трет степен. Премиерот истакна силна поддршка за работата на инспекторите, охрабрувајќи ги да бидат поактивни во поднесувањето конкретни предлози и да ја зајакнат комуникацијата со надлежните министерства. Исто така побара од нив активно и посветено да се справуваат со отстранувањето на загадувачите и сметот во урбаните и руралните средини во периодот што следи. Ѓубрењето на посевите е важна агротехничка мерка. Агрономите порачуваат дека земјоделците кон крајот на месецот треба да извршуваат уште едно прихранување доколку сакаат добар род кај житарките. Ѓубривата ја подхрануваат почвата, ги прават растенијата поотпорни и влијаат на нивниот раст. Оваа агротехничка мерка е важна и доколку земјоделците сакаат да ги зголемат приносите во жетва, треба да ги третираат посевите. Агрономите порачуваат дека до крајот на месецот уште еднаш треба да ја применат оваа агротехничка мерка. За земјоделците е добра една препорека дека сега е време и за прихрана на житните растенија со азотни ѓубрива, значи ова е вистинско време да се аплицираат азотните ѓубрива. Препорачуваме значи ѓубрива некаде со 46% азот. Едно прихранување сега, овој период, и уште едно прихранување може да извршат некаде крајот на март или првата седмица од април. Временските услови засега им се наклонети на есенските посеви. Врнежите од снег и дожд ја зголемија влажноста во почвата. Ова се случи во фаза на братимење на житните култури посејани есенва и се најава за добра реколта. Употребата на минерални ѓубрива ги зголемува приносите до 30%, покажува праксата на земјоделците. Од Државниот земјоделски инспекторат уверуваат дека земјоделците не треба да стравуваат за квалитетот, бидејќи неквалитетните вештачки ѓубрива се повлечени од промет. И овој петок камерата на Ирис телевизија ве води на градскиот пазар во Штип да ги видиме цените на производите.
Убавото време овозможи на градскиот пазар во Штип денес да биде раздвижено цел ден. Цените на производите останаа слични како и претходниот петок. Краставица 80 денари денеска, потричено е 70 денари и 80 имаме прва класа, мандарината е 70 денари, портокало е 50 денари. Цитро е 60 денари, крушта е 100 денари, крста бананата е 70 денари, лимоно е 70 денари исто, тичка е 100 денари кило, крумичето 10 денари, луксто 15 денари. Зелката е 20-30 парче или 10 денари кило. Граѓаните велат дека на градскиот пазар во Штип изборот е убав, некои пазаруваат и со список. Од се понешчук. Компири, кровиди, целер, зелка, морков, јаболка, киви, мандарини, лепливи и още повеќе. Добри се, арни се, за сега се добри. Се понешчу. Убави цените, добри ли се? Добри се, добри се. Добро може. Богата понуда на здрава храна. Спанаќот е 40 кило фолески. Целеро од 50 до 10 динари има од парче, зависи од големината. Броколата 120 кило, блитвата 15 динари од парче, ѓумберо убавиот 250, а лошиот 150. Морковот е 40 денари, цвеклото 30 денари, прокилот е 70 денари половин кило, пашкинато е околу 130 денари кило или од 10 до 40 парче. Кормичето е 10 денари, трупката или редоквака 30 денари кило и руковата ти е 20 од парче. Дајкото зависи од големината, од 50 до 10. Актуелните производи за овој период од годината најбарани. Марулта 20 динара, кромиче 10 динара, брокола 20 динара, магданосо 20, зелка 30 и 40, роквички 15, 10 и спанак 40. Зелка 10 денари кило, младо кромиче 10 денари, люто пеперче 10 парче, спанак 40, кикиритка 150, граф 100, брокола 100 денари кило. Пазарджиите задоволни од денешниот промет, велат штипјани се добри потрошувачи. Пазаруваат како за цела седмица. И за крај следуваат информациите од спортот. Екипата на Брегалница утре, сабота, ќе гостува на Плачковица во Радовиш. Домакините ќе имаат предноста домашниот терен, тука е и новиот стратег Гордан Здравков, но на страната на Брегалница е квалитетот и огромното искуство, кој ќе биде пресудно за усвојување на нови 3 бода. Фудбалерите на Брегалница се победата против Теквиш, успешно стартува во пролетниот дел на втората македонска лига група Исток. Веќе утре сабота штипските сини ги очекува нов предизвик против незгодниот тим на Плачковица во Радовиш. Утрешниот натпор со екипата на Плачковица мора да се свати сериозно од страна на нашата екипа. Мислам дека екипата е подготвена, сите играчи се во стројот, стручниот штаб го припремаше теренот за играње. Мислам дека можеме да се вратиме со 3 бода, иако екипата на Плачковица е една од подобрите во оваа втора лига. Знаеме дека имаат неколку квалитетни играчи, прволигашки, почнувајќи од Мартин Петров, кој беше капитен на екипата на Силекс, сега игра во екипата на Плачковица, исто така штипјанецот Ангел Нацев, кој знаеме каква опасност може да представува за нашиот гол. И мислам дека најголемата опасност имаат од клупата, а тоа е нивниот шеф на случај штаб Гордан Здравков. Меѓутоа, ние веруваме во оваа наша екипа, млада, перспективна, со неколку помогнати искусни играчи. Мислам дека можеме да се вратиме со 3 бода, кои ќе значат многу за натамошниот тек за првенството, за борба за горниот дел на табелата. Брегалница има широк диапазон на квалитетни играчи и составот ќе биде неизвестен до самиот почеток на средбата. Не очекува еден доста по мене тежок надпревар со екипата на Плачковица. Знаеме дека екипата на Плачковица е една искусна, добро играна екипа, која со години се надпреварува во оваа втора лига, но сепак јас мислам дека ние имаме сили, можеме со нашата екипа да постигнеме добар резултат и од гостувањето од Радовиш да се вратиме непоразени. Што се однесува до нашата екипа, мислам дека сите ќе бидат во строј, можеби од претходниот надпревар екипата ќе претрпи мали измени, но сепак тоа ќе го одлучиме пред почетокот на самиот надпревар. Играчите се секојаш подготвени да дадат се од себе во издржување на поставените задачи со кои ќе бркаат нови 3 бода.
Лично моје мислење е дека не очекува еден тежок надпревар пред се поради тоа што играме на гостински терен со екипата на Плачковица. Резултатот од првата ползона покажа дека тие на домашен терен се еден од потешките ривали, но јас мислам дека со една максимална посветеност и мислам дека имаме своји мотиви и квалитети со кои што може да дојдеме до поголем резултат, односно 3 бода. Еви ги комплетните двојки за ова 16-то коло. Тиквеш Кожов, Осогово победа во Ландово, Беласица Борец и Плачковица Брегалница. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 10 март со почеток во 14 часов. Утре сабота ќе се одиграат и првенствените одбојкарски надпревари во рамките на Суперлигата на Македонија. Женската екипа на УГД Студент ќе биде домаќин, а машката екипа ќе гостува во Тетово. Во спортската сала Јордан Мијалков утре во Штип на програмата ќе биде исклучително интересен надпревар на две млади и респектабилни екипи. Женските екипи на УГД Студенти на Наковски волеј од Струмица. Се работи со две екипи кои во последно време со своите добри игри привлекуваат внимание, а голем број на одбојкарки од двете екипи настапуваат и во дресот на репрезентацијата на Македонија. Надпреварот УГД Студент Наковски волеј ќе се одигра во сабота 10 март во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 18 часот. Инаку завчера во Штип во првиот четвртфинален куп надпревар одбојкарките на УГД Студент загубија од тимот на Јанта волеј со резултат 1:3. Машката екипа на УГД Студент пак ќе гостува во Тетово, каде што ќе се сретне со тимот на Лешок. Тие пак во четвртфинален куп надпревар завчера во Штип ја победи екипата на Борец од Велес со резултат 3:0. Реваншите на овие куп надпревари ќе се одиграат во следната недела. Со спортот се одјавуваме од вестите. Ви благодарам за вниманието, имајте убав викенд, пријатно.